Со мене во студио е доктор Василка Андреевска-Андонова, специјалист офталмолог, председател и основач на Сдруженијето за борба против глауком и диабетска ретинопатија Мугра 2018 Скопје. Докторке, ви благодарам што прифативте да гостувате. Добре дојдовте. Во добро ве најдов. Во уште подобро да ве оставам. Ви благодарам што ми отстапувате простор и време. Секако. Ајде да почнеме на темата. Следи доаѓа практично недела на глауком. Што е таа недела на глауком и како вашето здружение партиципира во тоа? Сосем убаво прашање, директно, конкретно. Неделата на глауком почнува на 8 март, трае до 14 март. Тоа е глобална иницијатива на светско ниво, организирана од Светското здружение за борба против глауком и Светскиот комитет на пациенти кои имаат глауком. Целта на оваа недела, која оваа година се организира по 10 пати, да се сврти вниманието на светското население кон проблемот наречен глауком и да се натераат луѓето, условно го велам тоа, да се натераат, да отидат на прв преглед за да видат дали имаат тие било какви знаци на глауком. Не мора да ги имаат, но најдобро е да водат сметка за здравието на собствените очи. Најдобро е да знаат дека го немаат, отколку да претпоставуваат. Така. И сега, како ние партиципираме во оваа недела на глауком, се разбира со ваша поддршка. Еве денес ние веќе се вклучуваме, иако малку порано во неделата на глаукомот. Ви благодарам на поддршката, заради тоа што оваа иницијатива ги поканува лекарите специјалисти, медицинскиот персонал, пациентите, новинарите, глумците, политичарите, сите да се вклучат, не само ние денес, сите да се вклучат и да го освестат на еден начин населението дека мора да води сметка за собствените очи. Јас ќе ви дадам само еден податок. Има еден рок пеач во Австралија. Јас сега Австралија земам како пример, бидејќи дел од годината живеам таму. Тој се вика Крк Пингили и кога имал 29 години скоро и го изгубил видот поради акутен напад на глауком. Од тогаш навака тој е најголемиот донатор за Сдруженијето за глауком во Австралија и дава огромни милионски цифри за оваа недела да излезе како што треба. Нашето здружение покрај оваа презентација ќе се потруди да има и други презентации. Ние планиравме да имаме и мерења на очен притисок, бесплатни мерења на очен притисок 2 во текот на неделата, но заради епидемијата на грип малку ги одложивме за понатаму и на 14 во Сити Мол, еве овие овдека флаери, ќе ги делиме на сите присутни во Сити Мол. Неколку членови од здруженијето ќе стојат на влезовите во Сити Мол и ќе ги делат. Во флаерите пишува на многу едноставен јазик што е глауком, колку е важен, како се лекува, така да луѓето, секој ќе може да биде запознаен, да го прочита текстот, а јас ќе бидам присутна таму и ќе може директно со мене некои кратки информации да добие. Ајде само накратко за здруженијето, кога е формирано? Здруженијето е формирано во јуни 2018 година. Главната цел е едукација на населението за тоа што е глауком и што е диабетска ретинопатија. И вториот дел е да одиме меѓу граѓаните, а ние тоа веќе го правиме и сме го направиле многу пати и бесплатно мериме на очен притисок. Сме имале повеќе од 10 акции на бесплатно мерење на очен притисок и ќе продолжиме така, и ќе продолжиме на некој начин да ги притискаме оние што ги трошат парите на граѓаните, правилно да ги насочат и да бидат со цел лекување на глаукомот и диабетската ретинопатија. Благородна мисија. Ајде сега да поразговараме за самиот термин глауком, за самиот глауком, што значи глауком, што е диабетска ретинопатија, низ бројки. Денес темата на дискусија повеќе ќе ни биде глаукомот, диабетската ретинопатија ќе оставиме за денот на диабетот, а глаукомот всушност се една група состојби на телото, да не речам болести, велам состојби, и група состојби на очите, кои се рефлектираат врз здравјето на оптичкиот нерв, тој пропаѓа и бидејќи промените се на клеточно ниво на оптичкиот нерв, тој не е во состојба визуелните информации да ги пренесе до кората на големиот мозок каде се наоѓа центарот за вид и автоматски човекот, односно особата, го губи видот на едното или на двете очи. Така.
низ бројки, како тоа се одразува на светската популација, па и кај нас? Во моментот, во 2020 година, според статистичките предвидувања е дека во светот, замислете, има 78 милиони луѓе што се афектирани од глауком. А се смета дека до 2040 година таа бројка ќе се качи до 112 милиони. Замислете дека од севкупното светско население од 7 милиарди, 1 милиарда луѓе нема адекватен пристап до лекување на сопствените очи. 90% од неоткриените случаи на глауком се наоѓаат во земјите што не се развиени или во земјите во развој. 13% од оние што имаат глауком и го изгубиле видот на двете очи, а еден од 200 луѓе на возраст од 40 години ги има почетните симптоми на глауком, а во групацијата до 80 години еден од 8 луѓе има глауком. Сиве овие бројки мислам дека се значајни. Од податоците што ги има Сдруженијето, на територијата на Македонија се лекуваат 7 до 8 илјади од глауком, но ако водиме сметка дека 1 до 2% од населението би можел да има глауком, предпоставката е, значи остатокот не е откриен, а таа бројка би се движела од 18 до 36 илјади. Значи тоа воопшто не е цифра за занемарување. Не е занемарливо, токму така. Кои се ризик фактори? Има повеќе ризик фактори, пред се и над се е зголемениот очен притисок. Значи прва работа треба да се лекува зголемениот очен притисок, а тој ќе се открие ако редовно одиме да го контролираме сопствениот вид кај офталмолог. Понатаму појавата на глауком се поврзува со дијабетот, значи сите луѓе што имаат дијабет треба да размислуваат и за глауком и да одат да го мерат очниот притисок, значи дијабетот е во ризичен фактор и генетската предиспозиција. Значи многу треба да внимаваме на генетската предиспозиција. Луѓе кои во семејството имаат глауком имаат 4 до 5 пати поголема можност да добијат глауком во споредба со оние што нема, да. Потоа се зема како ризик фактор зголемениот холестерол, зголемената гликемија, нерегулираната гликемија, зголемената телесна тежина и физичката неактивност. Потоа се како да речеме и други околности се миопијата и хиперметропијата кои не се коригирани и слабата, односно тенката корнеа на човекот. Добро, а како се лекува? Се лекува на повеќе начини. Ако рано се открие, за да се успори болеста и да се спречат последиците, да не дојде до слепило на едно или две очи, лекувањето се започнува со капки. Лекувањето со капки може да биде единечно, може да биде комбинирано, тоа е значи прво. Потоа, во лекувањето е третирањето на иридокорнеалниот агул, за да се прошират одводните простори за очната водичка, иридокорнеалниот агул се бие со ласер, но оваа метода е со времен карактер, значи не може потполно да го реши проблемот и на крајот следуваат хирушките лекувања. Меѓу постарите хирушки лекувања е трабекулектомијата, која е навистина ефикасна, но сега во моментот се оди на тоа и се развива и веќе во голема стапка е развиена фината, неинвазивна глаукомска хирургија која употребува такви начини за што помалку да го травматизира окото. Човечкото око не сака травма, сака нежно да се однесуваме кон него. Така, најнижниот дел од човечкото тело, така. Добро, ајде од практичен аспект ги споменавте капките, како се употребуваат тие? Ова навистина сите офталмолози им го објаснуваат на своите пациенти, но јас сега ќе го дообјаснам уште еднаш. Со прст можеме изводното каналче, изводното созно каналче да го покриеме со прстот, со другата рака да го повлечеме долниот очен капак, се создава кесичка, во кесичката капнуваме само една капка, окото толку има капацитет, не е потребно повеќе, главата е малку завалена кон назад, се затвараат очните капаци без многу притискање, што ќе излезе надвор од окото, се брише да не се цеди по лицето. Ако почувствуваме дека лекот отишол во грлото, треба да исплукаме и да ја измиеме устата. Така. Ајде сега вака, споменавме какви методи постојат за лекување и за превенција, но какви можности за лекување има во Македонија? Што е достапно кај нас? Добра вест е дека се што е во светот достапно за лекување на глауком го има и кај нас. Во последните
15, особено во последните 7-8 години имаме широка палета на капки, на лекарства, значи се што има во светот го има кај нас. Оперативните методи ги има кај нас. Ги има и на нашата клиника, но многу повеќе и многу пософистицирано во приватните болници, кои ги има неколку. Нема да кажам ни една по име, значи во сите се достапни овие методи на лекување. Значи тоа е позитивното. Да. А негативното е што не можат сите да имаат пристап, бидејќи во приватните болници човек треба да посегне од сопствениот джеп. Така е. Добро, ете зборувавме за самата болест, причини и така натаму, како да го превенираме глауком? Директна превенција де факто не постои. Превенцијата е индиректна, а тоа значи она што претходно го наброивме, сега ќе го повториме. Често одење, не често, но да речеме во адекватни временски периоди да се оди кај офталмолог и да се мери очниот притисок. Тоа е превентивен преглед. Тогаш офталмологот ќе направи и видно поле, ќе види дали постојат дефекти на оптичкиот нерв, видното поле ќе покаже, ќе направи слики на оптичкиот нерв и следната посета на офталмолог, овие слики треба да ги чуваме за да се направи споредба. Так. Тоа е, значи, она што можеме да направиме, да отидеме кај офталмолог и да ги откриеме првите симптоми, односно офталмологот да ги открие. Потоа, гликемијата треба да биде, шекерот во крвта треба да биде регулиран со добри лекарства и постојано да го држиме под контрола. Крвниот притисок треба постојано да се држи под контрола. Окото не сака ни премногу висок крвен притисок, ни низок крвен притисок. Телесната тежина треба да се регулира, треба да се води сметка што се јаде, треба миопијата и хиперметропијата да бидат коригирани и треба да се води сметка за генетската предиспонираност. Сите оние што имаат генетска предиспозиција задолжително да одат кај офталмолог. Има ли некаква новина во врска со лекувањето? Некои нови методи? Сето ова што го кажав, дека има нови лекарства, дека има нови оперативни методи, постојат. Но јас сега ќе се обидам да бидам оптимист и да размислувам што ќе се случува во наредната декада. А тоа значи дека испитувањата на луѓето во таа сфера, оние што се бават со научна работа, треба да бидат насочени кон тоа, а и се насочени, постојат лаборатории во светот кои работат со пари од сопствените држави и со пари од донации и тие испитувањата ги насочуваат кон тоа да се види што де факто се случува на ниво на нервот, бидејќи клетките на нервот се оштетуваат, да се пронајдат механизмите зошто се оштетуваат овие клетки. Засега се мисли дека оштетувањата настануваат како резултат на лошата перфузија, на лошата исхрана на нервот. А сега настојувањата треба да се насочат кон тоа да се види дали може да се пронајдат лекарства кои, иако настапил глаукомот, иако има промени на очниот нерв, дали сега тие лекарства можат иреверзибилните, неповратните промени да ги свртат да бидат повратни промени, да може да има подобрување. Тоа е значи едната насока каде што ќе се насочат и веќе се насочуваат испитувањата. Втората насока е испитувањето на гените, да се види кои гени, веќе се знае кои гени се одговорни за глаукомот, но да се види дали на генетско ниво може да се делува на гените за воопшто да не се појави на глаукомот, зашто луѓето во светот, оние со напредни мислења размислуваат како да биде иднината на луѓето, како ќе биде светот без глауком ако ги направат и тие испитувања. И третата се разбира која е најефикасна, бидејќи наверојатно материјалниот доход од таму е најголем, оперативните техники секој ден се посовршени и посовршени. Да, апсолутно. Уште ова да додадам дека глаукомот во светот е на прво место, мислејќи на очните болести, што доведува до иреверзибилно слепило, до неповратно слепило. На второ место во светот по губиток на видот после катарактата. Но кај катарактата е добро, ќе се отстрани заматената леќа и човекот повторно гледа. И на трето место во Европа по губиток на видот. Во Европа и во САД. Глаукомот кај одредени раси е позастапен, постои глауком со отворен агол и со затворен агол. Азијската раса повеќе има со затворен агол. Белите луѓе имаат повеќе со отворен агол. И што е најважно? Најважно е дека очниот притисок е од 10 до 22 мм живен столб. Се што е на 22 мм живен столб треба да се контролира и да се регулира
И всушност првата работа што треба да ја правиме, да се води сметка за очниот притисок и да се лекува ако го има. Ви благодарам што бевте дел од Добро утро секој утро. И јас многу ви благодарам за трпението. Нема ставан работа, зошто? Тука сме за тоа. Ова е навистина благородна цел, нема што. Тоа беше доктор Василка Андреевска Андонова, специјалист офталмолог и председател и основач на Сдруженијето за борба против глауком и диабетска ретинопатија Мугра 2018 Скопје. Тука ќе направиме една кратка пауза, веднаш потоа се враќаме и со отворени телефонски линии за да ги слушнеме вашите размислувања на денешните теми кои ви ги поставивме.